Најави за денешните настани. Со инвестиции во здравствените институции се подобрува квалитетот на услугите и се развива здравствениот туризам. Кумови, представа за кучешкиот живот и неизвестната иднина е новата премиера на Охридскиот народен театар. Отворен изложбениот центар за Белчишко блато, природно-научна и етнолошка збирка. Славе Ѓоргодимовски е добитник на државната награда 23 октомври во областа на културата и уметноста. Граѓаните да бидат внимателни со платформи кои нудат брза заработка и вложување во криптосредства. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес, по свежото утро, во текот на денот имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 19 степени Целзиусови. Во петок над Источна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во северна, централна, источна и југоисточна Европа ќе услови стабилно и релативно топло време со зголемена облачност. Во Западна Европа, областа на Алпите, Апенинскиот полуостров и на северот Балканскиот полуостров ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде ветровито и посвежо со пад на дневните температури. Во северните и централните предели на Балканот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 14 до 24 степени. Во Македонија во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува до умерен слаб југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Утринските температури ќе бидат во благ пораст и ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 13 до 23 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе имаме ветровито и посвежо време. Минималната температура од 7 степени, додека пак максималната дневна до 15 степени. Во недела и понеделник, по студеното утро со утринска температура од 5, односно 2 степени, во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 15, односно до 17 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Разбиена организирана криминална група за посредување во пршење проституција и легална трговија со дрога. Уапсени се 13 лица во акцијата која утрово се одвиваше во Охрид и во Тетовско. Во координирана акција на Одделот за сузбивање организиран и сериозен криминал при МВР, истражители од Истражниот центар на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, а под раководство на јавен обвинител, целосно е разоткриено злосторничко здружување во западниот дел од земјава. Во акцијата која започна утрово од слобода се лишени 13 лица, а едно лице е недостапно за органите на прогонот. Извршени се претреси на 17 локации во Тетовскиот регион и во Охрид. При претресите пронајдени од земјини се патнички возила, поголема количина на пари и злато, ресивери, нож, гасен пиштол, 3 лаптопи, радиоврски, книги за евидентирање на гости и сметководствена документација. Во угостителските објекти пронајдени се 35 девојки по потекло од Украина, Русија, Македонија, Србија, Молдавија, Албанија и Колумбија, информираа од Министерството за внатрешни работи. Групата одреден временски период се занимавала со посредување во вршење проституција и недозволена трговија со дрога, а нелегално стекнатите приходи од овие кривични дела. Припадниците на групата ги прикривале со перење пари и други приноси од казниво дело. Организираната група ја создал 35 годишник од селото Боговиње, кој ги организирал и координирал криминалните активности на другите припадници на групата и во гостителски објекти во селата Жеровјане, Горно Седларце и во градот Охрид, наведувал на проституција девојки странски државјанки кои работеле како танчерки во стриптиз клубови. Фактичкото работење на два од клубовите го организирал и раководел неговиот брат, второосомничениот, додека третиот осомничен раководел ја организирал работата на стриптиз клубот во Охрид. Четвртиот осомничен учествувал во наведување на проституција на девојките во гостителските објекти и бил задолжен за организација на нивно патување и влез во нашата земја, како и за олеснување на процедурите за добивање на документи за легален престој за странските државјанки. 5 припадници на злосторничкото здружување биле задолжени за обезбедување и неовластена продажба на дрога, најчесто кокаин, на девојките и гостите во угостителските објекти. Двајца осомничени припадници на групата биле задолжени за обезбедување на девојки кои ќе работат во стриптиз клубовите, ги наоѓале преку нивни контакти во странство, веб страници и на интернет, го организирале нивниот влез во земјава, организирале изработка на лажна документација за фиктивен престој на девојките по хотели во нашата земја, со што ги заобиколувале процедурите за добивање легален престој. За превоз на девојките од аеродроми и автобуски станици до стриптиз клубовите каде престојувале и биле сместени, како и за превоз при нивно движење пред и по работата во ноќните клубови, бил задолжен 12-тиот осомничен. Дел од криминалната група биле и 2 службени лица, затворски службеник од затворот во Тетово и полицаец, виши инспектор од Тетово, кои користејќи својата позиција и контактите ја предупредувале групата за полициски акции, а вршеле и влијание за олеснување на прекршочни постапки кон групата и кон странските државјанки. Разоткривањето на ова злосторничко здружение е резултат на повеќе месечни координирани истражни дејствија, велат од МВР. Преку инвестиции во нова опрема и подобрување на квалитетот на услугите во здравствените институции до развој на здравствен туризам. Се подобруваат условите и услугите и во болницата за ортопедија и травматологија Свети Еразмо и во специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања во Охрид. Со инвестиции во здравствените институции се развива здравствен туризам во Охрид. Со новата опрема за хидромасажа и физикална терапија значително се подобрени услугите во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. Расте бројот на пациенти кои на третман и рехабилитација доаѓаат и од другите градови. Развојот на или прераснувањето на Охрид како центар на здравствениот туризам во регионот е повеќе од очигледно со инвестициите, не само со значењето на овие две болници Еразмо и Центар за кардиоваскуларни заболувања, туку и инвестициите кои што во овој период се направени, а се од суштинско значење не само за пациентите од Охрид, туку и од поширокиот регион. Особено ни се битни вакви специфични инвестиции во сегменти во кои што сме ретки во самата држава и сме доста практично
атрактивни за самата популација на пациентите кои се третираат од ваков вид од поточно кажано од ортопедско-травматолошки зафати. Во специјализираната болница за кардиолошки заболувања Свети Стефан набавен е ехо апарат со кој што се подобрени услугите за третман и диагностика на пациентите и таму се лекуваат голем број пациенти од целата држава. Со набавка на новата ултразвучна еходиагностика вршиме побрзи и прецизни прегледи на пациентите, а се овозможи исто така и да може да се зголемат бројот на ехопрегледите, како и воведувањето на нови диагностички процедури. Немаме проблем со закажување на времено закажување на термини на пациентите и следење на нивната историја. Подобрувањето на условите во здравствените установи, нова медицинска опрема и реконструкција на здравствените објекти се главните цели кон кои треба да се стреми земјава, а особено Охрид за развој на здравствениот туризам. Приходите од овој вид туризам во светски рамки се огромни. Отворен изложбениот центар за Белчишко блато, природно-научна и етнолошка збирка. Со отварањето на центарот, општина Дебарца добива уште еден атрактивен простор, преку кој се репрезентира дел од природното богатство на Дебарца, кој е дел од светското природно наследство, рече градоначалникот Ногачевски на свеченото отварање. Денес во село Белчишта свечено беше отворен изложбениот центар за Белчишко блато, природно-научна и етнолошка збирка. Изложбениот центар е дел од проектот подобрување на конзервацијата на приоритетните растенија во прекуграничната област, проект кој општина Дебарца го имплементираше со своите партнери од Македонија и Грција со средства од ИПА програмата за прекугранична соработка, во чии рамки беше реконструиран и опремен стариот објект во центарот на село Белчишта, каде е сместен изложбениот центар. Во центарот преку текстови, фотографии и други содржини прикажани се многу сегменти од биодиверзитетот, флората и фауната со кој располага Белчишкото блато, најголемото блато сочувано во неговата изворна форма. Со отварањето на центарот, општина Дебарца добива уште еден атрактивен простор преку кој се репрезентира дел од природното богатство на Дебарца, кој е дел од светското природно наследство. Во оваа прилика изразувам голема благодарност до делегацијата на Европската Унија во Македонија, која финансиски ја помогна реконструкцијата и опремувањето на објектот во кој е сместен изложбениот центар. Исто така изразувам благодарност и до Сдруженијето за екологија и туризам Екотуризам 2016 од Охрид, кој заедно со општината годиниве работеше на повеќе проекти за Белчишкото блато, од кои најзначајни се тие за изготвување на целокупната документација за оправданоста за прогласување на Белчишкото блато за заштитено подрачје во категорија парк на природата, постапка која е во тек, рече градоначалникот Зоран Ногачевски. Тимот на Екотуризам, начело со Ѓоко Зоровски и општинскиот тим, се погрижија за креирање на сите содржини внесени во центарот. Крајно, нашата заложба е изложбениот центар да биде дел од промовирањето на Белчишкото блато до сите засегнати чинители, туристи, посетители, ученици и стручната јавност, а Белчишкото блато да го добие заштитениот статус и по националната регулатива и како идно европско заштитено подрачје во рамките на Натура 2000, рече Ногачевски, додавајќи дека нивна обврска останува да се обезбеди негово одржливо управување, зачувување на неговиот заштитен статус, но и негово искористување како атрактивна туристичка дестинација. Представата Кумови е новата премиера на Охридскиот народен театар. Станува збор за деликатна црна комедија на текст на Душан Ковачевиќ во режија на Бил Геймин, каква што досега немало на репертоарот на Охридскиот театар, беше истакнато на денешната пресконференција. Предпремиерата ќе биде изведена во сабота, 19 октомври, а премиерата е закажана за во недела. Кумови на Душан Ковачевиќ во режија на Бил Геймин е новата театарска представа на Охридскиот народен театар која премиерно ќе биде изведена во недела. Темата е блиска до менталитетот и секојдневието на сите на балканските простори, а тоа е тешкиот живот и неизвестната иднина. Ова го истакна режисерката на денешната пресконференција и додаде дека нејзината соработка со Охридскиот театар била иста како нејзините впечатоци за Охрид, инспиративен, космополитен и мирен. Тоа е млад театар кој го дава најдоброто во не толку добри услови во кои што работи, рече Емин. Тоа што е важно кај Кумови е уствари секојдневието на
човекот од балканскиот простор кој што е секој ден во искушение со така наречено кај нашиот народ што се нарекува кучешки живот. И не се знае иднината, секој ден мислиме што ќе стане утре и не е во наши раце. Процесот траеше околу, мислам, 45 дена, работам со прекрасна актерска екипа. За мене беше многу убав процес. Освен актерската екипа, техниката, многу се малку, но со мал број на луѓе направија нешто што можда десетмина прават и на нив им благодарам. Со континуитетот на театарот што го имаме, се трудиме да направиме нешто многу важно во овие моменти за културата во Охрид и во Македонија, а тоа е да се вратиме на живата интеракција која не смее да изумре, истакна директор на Националната установа Центар за култура Григор Прличев, Горан Стојановски. Суштина феноменологијата на театарот е тоа, да испровоцира емоции кои не се секојдневни, кои не можеме да ги видиме на никој друг реално медиум. Затоа и постои, затоа и има интеракција со живи битија на лице место и затоа со сета сила се трудиме така да поголемиот дел од нашата публика ја внесеме внатре и да се вратиме на нешто што мислам не би смеело да изумре, а тоа е вистинската комуникација очи во очи, пошто тие телефоните веќе ни е смачени. Душан Ковачевиќ е исклучителен автор и текстот мене ме купи од прво читање, кажа актерката Адријана Билаловиќ Тодороска. Во текстот има многу суптилен хумор и има нешто многу интригантно и загадочно што го држи читателот, односно во конкретниот случај кога ќе гледате представата гледачот, има нешто многу љубопитно што го држи вниманието до крај и сето тоа во комбинација со естетиката што ни ја понуди Билге. Мислам дека имаме добра представа, ќе го дадеме најдоброто од себе. Сакам да изразам благодарност до Билге за незиното огромно трпение кон нас. Беше убав процес, на моменти тежок, генерално задоволна сум многу од резултатот. Според актерот Никола Тодороски, Кумови е една деликатна комедија каква што досега немало на репертоарот на Охридскиот народен театар. Јас би сакал да кажам збор-два околу ликот кој што го толкувам во оваа представа. Се работи за еден обичен човек, Милан, кој е ставен на пиедесталот да бира, да одбере, да живее онаков регуларен, нормален живот, едно празно секојдневие или да го оствари неговиот сон и да биде поблиску до оние кои што ги сака. Не би сакал да откривам детали, затоа што деталите се, поготово во оваа представа, она што ја прават многу посебна. Иако сме млад театар, сметам дека сме доволно зрели за посмели приказни, а Кумови е една таква приказна, кажа актерката Елизабета Стефановска и Андреовска. Ја нарековме црна комедија. Авторот е гениален и на многу лесен, комичен, нежно комичен начин тој раскажува многу болни и сурови теми. Многу болни и сурови вистини кои што верувам дека ќе стигнат до публиката и ќе испровоцираат и кај неа она што го испровоцира кај нас. Нема да зборувам за мојот лик, но има една многу важна реплика која што вели: човек на улица без работа и леп, тој не е човек, тој е куче. И сега тоа кога е во една таква комична ситуација, на вистина звучи лесно, а всушност е една многу страшна вистина. И сметам дека публиката ќе го препознае нашиот труд. Во представата покрај Адријана Билаловиќ Тодороска, Никола Тодороски, Елизабета Стефановска и Андреовска играат и актерите Стрезо Стаматовски и Ивица Цонев.
Директорот Стојановски, режисерката и актерската екипа посебно го потенцираат трудот на техничката и креативната екипа на представата. Драматург е Кристина Тодоровска-Петреска, сценографија на Татјана Христовска-Бажевска, костимографија Марија Пупуческа, инспициент Филип Ангеличин Жура, тон Никола Јосифовски, светло Борис Велјановски, шминка и фризури Сашко Георгиевски Арснова, гардероба Деса Лазоровска, Линдита Мерко, реквизита Сонја Крстановска, Маријана Николовска, изработка на сценографија Ѓоко Китовски, Горан Георгиевски, Данил Андрески и Кире Ангеловски. Пред премиерата ќе биде изведена во сабота 19 октомври со почеток во 20 часот, а премиерата е закажана за во недела во истиот термин. Билетите се во продажба по цена од 300 и 400 денари. Славе Ѓорго Димовски е добитник на државната награда 23 октомври за остварување во областа на културата и уметноста. Министерството за култура соопшти дека одборот за доделување на државната награда 23 октомври донесе одлука за доделување на наградата 23 октомври за 2024 за долгогодишни остварувања во областа на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство од јавен интерес на Република Македонија. Наградата 23 октомври за остварување во областа на културата и уметноста му се доделува на охридскиот поет Славе Ѓорго Димовски, а истата ќе му биде врачена во среда на 23 октомври во 12 часот во собранието на Република Македонија. Граѓаните да бидат внимателни со платформи кои нудат брза заработка и вложувања во виртуелни, односно криптосредства, предупредува управата за финансиско разузнавање. Во период на зголемени рекламни активности на социјалните мрежи, поврзани со така наречени платформи за остварување на брза заработка преку интернет, Управата за финансиско разузнавање се придружува на апелите од страна на останатите надлежни органи и ги предупредува граѓаните да бидат внимателни со сопствените парични средства и навремено да препознаат фиктивни измамничко-инвестициски платформи, односно да не инвестираат во вакви платформи и апликации. Ги повикуваме граѓаните да се запознаат со така наречените измамнички апликации со задачи кои ги примамуваат жртвите со ветувања за лесни и брзи заработки преку едноставни задачи, при што со истите се стекнуваат со заработка во форма на криптосредства. Заработката се обезбедува со мали задачи кои се лесни за извршување и нуди непосредни мали исплати. Овие апликации немаат реален производ или услуга и представуваат параван за така наречените пирамидални шеми, односно се финансираат од вложувањето на новите членови. По одредено време организаторите ја згаснуваат платформата, а средствата на лицата кои што ги депонирале во ваквите платформи никогаш нема да имаат можност да ги повратат, потенцираат од Управата за финансиско разузнавање. Измамата најчесто не завршува тука, туку продолжува во втора фаза, односно измама за така наречени поврат на средства, каде што организаторите на ваквата платформа уште еднаш ги искористуваат жртвите и ги насочуваат лицата дека преку депонирање на нови средства можат да ги повратат претходно изгубените средства. На тој начин жртвите на измамата се измамуваат по втор пат, а средствата секако нема да им бидат вратени назад, велат од Управата за финансиско разузнавање. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. На самитот на Европската Унија во Брисел, украинскиот претседател Володомир Зеленски на лидерите на Европската Унија и НАТО им го представил неговиот план за победа, збир на мерки за кои вели дека ќе го свртат бранот на војната во корист на Киев. Тој вели дека планот може да помогне да се заврши конфликтот со Русија веќе следната година, нагласувајќи дека овој исход е можен само доколку Киев исклучи какви било компромиси со Москва и добие целосна поддршка од Западот. Зеленски се обидува да ги убеди западните сојузници да ја поканат Украина да се приклучи на НАТО алијансата и да обезбеди поголема воена помош пред тешката зима на бојното поле. Планот за победа опфаќа 5 точки. Првата е геополитичка, втората и третата се воени, четвртата економска и петтата безбедносна. Москва пак го отфрла планот за победа на Зеленски како план за несреќа на Украина, изјавила портпаролката на руското министерство Марија Захарова.
Градоначалникот на германскиот град Бад ја блокирал регистрацијата на украинските бегалци. Тој тврди дека во градот нема повеќе место ни во градинките, ни во училиштата, ниту пак во центрите за сместување, со што предизвикал несогласување со окружните власти откако го одбил нивното барање да прифати уште 35 украински бегалци. Тој рекол дека градот со околу 8500 жители ја исполнил својата квота и дека нема капацитет за нови бегалци и им порачал на окружните власти да ги испратат бегалците во други градови и места во околината кои се уште немаат примено никој. И управата на Минхен исто така се жалела дека се преплавени со бегалци и дека сега немаат доволно капацитет во училиштата и центрите за сместување. Во јуни член на Баварската христијанско-социјална унија ги повикал бегалците или да најдат работа во Германија или да се вратат во Украина. Германија досега има примено 1,1 милион украински бегалци. Поранешниот мексикански министер за јавна безбедност Дженаро Гарсија Луна осуден е во Соединетите Американски држави на повеќе од 38 години затвор поради примање мито од картелите против кои требало да се бори. Гарсија Луна, мексиканскиот суперполицаец, како што го нарекуваат, беше министер за јавна безбедност на Мексико од 2006 до 2012 година, а пред тоа 5 години раководел со Федералната истражна агенција која се борела против наркобандите. Во 2019 година Луна бил уапсен во Тексас поради сомневање дека им помагал и ги штител членовите на наркокартелот Синалоа од апсење во замена за милиони долари мито кои членовите на наркокартелот му ги испорачале во актовки. Обвинителите барале доживотна казна, но Луна е осуден на 38 години и 4 месеци затвор поради доброто однесување во казнениот центар во Бруклин. Се срушил мост на реката Стронг во американската сојузна држава Мисисипи, на 64 километри јужно од главниот град Джексон. 3 лица загинале, а 4 се тешко повредени. Мостот бил затворен пред 1 месец, бидејќи во тек биле подготовки за негово рушење, соопштило Министерството за сообраќај на државата Мисисипи. 7 лица работеле на мостот користејќи тешка машинерија за рушење, кога мостот попуштил и паднал, пренесува Associated Press. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието за кое не следевте. Пријатно.